Шестмина од политички партии и еден независен кандидат се досегашните официјални номинирани за градоначалник на Скопје. ВМРО-ДПМН оди со градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски. СДСМ ја предложи подпредседателката на партијата Каја Шукова. Левица ќе настапи со партеникот Амар Мециновиќ, додека коалицијата Вреди ја номинира Башким Бакиу, директорка во клинички центар во Скопје. Националната алијанса за интеграција ќе настапи со претеникот Скендер Реджепи Зеид. Граѓанската платформа Независни заедно го номинира Горан Марковски, декан на Градежниот факултет при УКИМ. Независен кандидат, поддржан од партијата ВМРО, е Александар Рашковиќ, професор од Европскиот универзитет. Крајниот рок за пријавување кандидатури за градоначалник на Скопје за локалните избори е 13 септември 2025 година. Љубљана ќе биде град партнер за развојот на Скопје. Остваривме извонредна и пријателска средба со долгогодишниот градоначалник на Љубљана Зоран Јанковиќ, истакна Орце Георгиевски, кандидат за градоначалник на Скопје. Посебен акцент ставивме на најголемите предизвици со кои се соочува нашиот град, јавниот превоз и чистотата. Градоначалникот Јанковиќ ни даде ветување дека експерти тимови од Љубљана ќе бидат континуирана поддршка за Скопје, но не само во овие сфери, туку и во секоја област во која ќе побараме помош, истакна Георгиевски. За поставената состојба на реката Серава, сообраќајниот метеж, како и потребата од нова функционална инфраструктура која ќе донесе поврзаност и квалитет на живење за граѓаните на Бутел. Ова беа темите на разговор помеѓу кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова и кандидатката за градоначалничка на Бутел Оливера Ливринчиќ. Со мотото «Само за тебе Чаир», кандидатот за градоначалник за Чаир на Вреди, Изет Меджити ќе ја побара довербата на граѓаните на локалните избори. Како што посочуваат од неговиот тим, Меджити истакнал дека ова мото не е само изборен слоган, туку искрена посветеност која што ја представува неговата визија и работа во иднина како градоначалник на оваа општина. Рамномерен развој на 14 населени места и 5 викенд населби во Чучер Сандево, заедно со реконструкција на бројни локални патишта, нуди Зоран Бајовски, кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН. Би посветил внимание на формирање на доброволно противпожарно друштво за да може брзо да се интервенира при пожари. Втор голем проблем кој се јави ова лето е недостаток на вода за пиење. Еден од најголемите предизвици во делот на животната средина и екологија се пречистителните станици за фекална канализација, односно има една која повеќе од 5 години не функционира, вели Бајовски. Службите на општина Центар интензивно работат на обновување на паркинг просторот на улицата Петар Попарсов, а во теке е асфалтирање и уредување на паркингот со површина од 550 метри квадратни. По завршувањето на градежните работи следува облежување на паркинг местата. Целта ни е да создадеме безбеден и уреден простор со современи стандарди и подобра пристапност, рече градоначалникот Герасимовски. Пред стартот на новата учебна година ја обновивме хоризонталната сообраќајна сигнализација во близина на основните училишта, истакна градоначалникот на аеродром Дејан Митевски. Најмладите заслужуваат безгрижно и безбедно патување до училиште. Се надевам дека и град Скопје ќе го следи овој пример и конечно ќе постави семафори кај основното училиште Љубен Лапе, вели Митевски. За подобрување на образовниот процес, основното училиште Гоце Делчев во Илинден доби 6 интерактивни панели, целосно се санирани подовите на горниот кат, а реконструирани се и тоалетите. Воедно обновена е и медијатеката која се користи како просторија за медиумски клуб, а хортикултурно е уреден надворешниот простор околу училиштето, истакна градоначалникот Александар Гергрески. Воедно обновена е и медијатеката која се користи како просторија за медиумски клуб, а хортикултурно е уреден надворешниот простор околу училиштето, истакна градоначалникот Александар Георгиевски.
Јавниот градски превоз од денеска ќе функционира по делничен зимски возен ред, соопшти предпријатието. Новиот возен ред е согласно со одлуката за линиски превоз на патници во град Скопје. Во рамки на Карпошевото културно лето, синоќа во дворот на црквата Свети Тројца во Бардовци се пееа македонски песни. Публиката ја забавува Наум Петревски, Евто Попиновски, Благоја Груевски, Зуица Лазова, Ленче Кукич, Смилја Митревска, Драган Мјалковски и други. Скопската полиција синоќа санкционираше 128 учесници во сообраќајот, од кои 94 за возачи на мотоцикли. Од мотоциклистите 16 биле казнети за управување без возачка дозвола, 46 не носеле заштитен шлем, а 17 биле санкционирани за возење без положен испит. Од МВР соопштија дека ваквите акциски контроли ќе продолжат и во наредниот период. Скопје ќе биде домаќин на голем спортски спектакл во мешани боречки вештини ММА во спортскиот центар Јане Сандански. Генерален покровител на настанот е Министерството за спорт, додека технички организатор е Армада, една од водечките ММА организации во Европа. На настанот кој ќе се одржи на 14 септември, како што информираат организаторите, ќе настапат неколку македонски борци кои ќе покажат дека Македонија има силна ММА сцена и потенцијал во овој екстремен спорт.